Прв разговор во студиото 3 на Македонската телевизија на тема која што вака некако и ќе ја најавиме. Центарот за развој на Скопскиот плански регион со низа проекти чија реализација е предвидена за 2022 година, што се е во фокусот и ќе имали доволно пари за реализација на сите овие проекти. Разговараме со раководителот Љупчо Мицковски. Добро утро и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро и благодарам за можноста да говориме за регионалниот развој на Скопскиот плански регион. А има многу што да се каже наредниве 15 на минути. Би сакала разговорот да го започнеме со една од последните информации. Денови ве остваривте средба со премиерот Ковачевски. Она што ме интересира е што се разговаравте на средбите. Знам дека го запознавте меѓу другото и со предизвиците пред кои што е исправен Скопскиот плански регион. Да, скоро имавме прилика премиерот да ги посети нашите простории, да го запознае тимот на Центарот за развој на Скопски плански регион. Премиерот се интересираше околу работата и условите под кои што функционираат планските региони во Република Северна Македонија. Беше задоволен од тоа што го виде во нашите простории, беше задоволен од начинот на кој што ги имплементираме стратегијата за регионален развој на Република Северна Македонија и за програмата за развој на Скопскиот плански регион. Во иднина побаравме да имаме почести средби и почести контакти во кои што ќе можеме да заеднички да ги анализираме и да ги решаваме политиките и проектите за регионалниот развој. Обезбедивте повеќе чинам од 30 милиони динари за спроведување на проектите во 6 општини во Скопскиот регион. И сега она што ме интересира е дали овие 30 повеќе од 30 милиони динари ќе бидат доволни за реализирање на сето она што е предвидено во агендата за оваа година? Секако не. Знаете, никогаш не е доволно да се реализираат средства за да се реализираат проектите, бидејќи Скопскиот плански регион го сочинуваат 17 општини и градот Скопје како посебна единица на локална самоуправа. Советот за развој на планскиот регион кој што го сочинуваат 18 градоначалници има и tekako обемен акционен план и програма за развој на планскиот регион. Меѓутоа, во секој случај, тие се средства кои што ние ги добивме за 2022 година, одобрени се 6 проекти кои што умеѓу време се од регионален карактер. Секој од тие проекти завлегува во 2, 3 па и повеќе од општини од планскиот регион. Така да отпочнуваме со постапка за реализација на овие проекти кои што се надевам ќе бидат во интерес на целните групи на граѓаните на општините каде што ќе ги реализираме овие проекти. Кога зборуваме за проектите, би сакала малку и подетално наредниви минути да продискутираме за нив. Бројни проекти видов на агендата за оваа година, од инфраструктурни до образовни проекти за социјална инклузија. Ајде да започнеме со инфраструктурата. Што се ќе биде приоритет за оваа 2022? Еден од поголемите проекти кои што треба да ги реализираме во оваа година е реконструкција на дел од улицата Александар Рударевски во општина Шуто Ризари, општина Чучер Сандево и општина Бутел. Тоа е еден од поголемите проекти, инаку останатите проекти се претежно од образовен карактер, бидејќи Советот за развој на планскиот регион ценеше дека во овие состојби на ковид пандемија, значи имаме потреба од дигитализација и осовременување на училиштата. 3 општини со околу 27 училишта добија дигитални табли со проектори и со комплетна техника која што е потребна за подобрување на образовниот процес во општина Аеродром, во општина Кисела Води, во општина Карпош. А исто така имаме и еден многу убав проект, тоа е формирање на центар за талентирани ученици. Тој центар за талентирани ученици ќе биде во основното училиште Димитар Миладинов, каде што исто така основните училишта од 3 општини и од останатите општини во градот Скопје ќе можат своите таленти да ги усовршуваат и да се покажуваат пред својот наставен кадар. Еразмус програмата исто така сакам да ја споменеме и нуите можност еве на младите луѓе, на учениците да стекнат искуства и практики надвор од границите на Македонија, како би можеле да ги применат еве да речеме со годините и овде. Покрај тоа што имавме поддршка за образовниот процес, значи со Еразмус програмата остваривме и исто така една поддршка на средните училишта. 3 средни училишта учествуваа во овој проект. Тоа се средното училиште Боро Петрушевски, Асуц во ова
Средното училиште Браќа Миладиновци во Драчево, земјоделското ветеринарско училиште и градежното училиште ГУЦ, што е исто тука во Скопје. Така да овие училишта беа во Германија, во Лајпциг, каде што успеа да бидат на обука 14 дена за да ги подобрат своите вештини и практики за подобрување на предприемаштвото во иновативната програма која што имаат во образовниот процес. Еден од проектите кој што конкретно се однесува на социјалната инклузија го задржа моето внимание и мислам дека исто така вреден да го продискутираме наредниве минути. Станува збор за изградба на дневен центар за лица со интелектуална и телесна попреченост. Оно што ме интересира е кога би бил готов, да речеме, и какви услуги треба да нуди центарот? Да, општина Газибаба и општините околу Газибаба, општина Бутил и останатите аплицираа со проект за дневниот центар за лица со попреченост. Значи тој дневен центар ќе биде изграден во општината Газибаба во населбата Железара, каде што ќе бидат згрижени лица со попреченост и интелектуална попреченост во овој дневен центар. Видете, интензивно изминативе година-две наназад, значи социјалната инклузија задолжително имаме во програмата за развој на планскиот регион, бидејќи тоа е една од потребите која што ја имаме во секојдневието, така да и овој проект ќе овозможи, значи, згрижување на лицата, пред се и помош на родителите или на оние старатели кои што ги имаат овие лица. Исто така имаме два важни проекта кои што обезбедуваат техничка документација. Морам да ги спомнам тука во општина Кисела Вода ќе се работи на изработка на техничка и проектна документација за уредување на кеот на Маркова река, кој што ќе продира дури и во територијата на општина Студеничани, нешто што меѓувреме ќе биде добро, бидејќи со тој проект ќе се заокружи значи кеот на реката Вардар, доаѓа скоро до општина Ѓорче Петров, а со овој проект ќе можеме да испланираме изградба на велосипедски и пешачки патеки се до Драчево по течението на Маркова река. За некоја минута во студиото 3 на Македонската телевизија ни пристигнува и директорката на Занаетчиската комора во Скопје, за кој што меѓу другото ќе дискутираме за тоа колку пандемијата влијаеше на занаетите. Е сега вчера кога ги анализирав сите проекти кои што ги реализиравте во текот на минатата година, еден ми застана за око. 2021 чинам го реализиравте заедно со Занаетчиската комора на Македонија. Имавте дипломатски средби, ако не грешам, во Измир, Турција, со цел за вмрежување и идни соработки. Како помина тоа и се планираат ли слични вакви оваа година? Да, Центарот за развој на Скопски плански регион во рамките на институцијата има и посебен оделение за соработка со бизнис заедницата, со реалниот сектор. Меѓу другото, овој центар, значи, ние настапивме, имаме подпишано меморандум за соработка со Занаетчиската комора на Република Северна Македонија. Интензивно работиме на остварување на интересите и на бизнисот и на јавниот сектор. Затоа имавме средби со председателот на регионот на Занаетчиската комора. Направивме проект за туристичко едукативно занаетчиско јадро, кое што го спремаме за апликација во една од програмите на Европската Унија. Очекуваме повик од прекуграничните програми кои што ги имаме со Република Косово и со Република Србија и се надевам дека овој проект со апликацијата ќе успееме да го реализираме, ќе биде поприлично интересен, бидејќи ќе биде од единствен карактер во државата. Немаме се уште такво занаетчиско туристичко јадро кое ќе овозможува да внатре занаетчиите во тој центар, значи, го покажуваат својот занает директно пред самите туристи, пред самите граѓани, ќе изработуваат производи од занаетчиски карактер, посебно оние занаетчии кои што ќе сакаме да ги задржиме или од кои што Занаетчиската комора има посебен интерес. И соработката беше предлабочена за соработка со Занаетчиската комора на градот Измир. Ние бевме во посета мината година во градот Измир, остваривме соработка, превземавме поприлично убави искуства и практики од Република Турција. Република Турција посветува многу внимание на тие мали бизнеси на занаетчиите и возвратно имавме нивна посета пред 2 месеца исто тука кај нас во Македонија, така да продолжуваме да соработуваме и се надеваме дека некои од овие проекти и идеи кои што ги имаме заедно со занаетчиите ќе ги реализираме во
наредниот период. Ни наброевте голем број на проекти, со буџет од нешто повеќе од 30 милиони денари. Прашањето е како ќе успеете да го изреализирате се во до 2022. Има ли, да речеме, учествуваат општествено одговорни компании, со кого се соработувате, како се набавувате екстра средства? Не, овие 32 милиони денари се обезбедени од страна на владата, меѓутоа еден дел од средствата ги кофинансираат и самите општини. Добра. Значи задолжително е по критериумите кои што ги објавува Бирото за регионален развој да има известно кофинансирање од страна на општините и на таков начин заеднички и транспарентно со општините ги реализираме проектите. Ние овие проекти за 2022 година ќе ги реализираме, тоа можеме да ветам пред јавноста дека и пред градоначалниците на општините дека во оваа година ќе ги реализираме тие проекти. Исто така сакам да ги поттикнам градоначалниците на сите општини во Скопскиот плански регион, ја имаат поддршката во Центарот за развој на Скопски плански регион за сите идеи, за сите проекти за кои што немаат реализација. Значи програмите на Европската унија и останатите донатори кои што ги имаме во Македонија нудат средства, нудат пари, можеме да соработуваме заеднички, можеме да допренесеме и уште некој друг проект за кој што верувам немаат средства одобрено, да најдеме начин заедно со заедничка апликација да обезбедиме средства и да реализираме некои од проектите кои што ги имаат ветено градоначалниците. Споменавте амбициозно ќе се стремите кон проекти кои што ќе го подобрат, да кажем, или улеснат функционирањето на сите нас. Оно што ме интересира, каков го замислувате или каков го посакувате Скопскиот регион за 10 години од сега? Знаете, Скопје е веќе метропола. Ние сме, значи, главен град, метропола е, мислам, имаме во главниот град малтене скоро пола од населението што е во Македонија. Верувам дека над 600.000 сме веќе во Скопје. Скопје треба да добие еден посебен статус, треба да добие и во законската регулатива посебна програма за регионален развој. Значи, за развојот на градот Скопје треба посебно да се размислува. Дури и владата во своите политики, мое, мислам, видување е да препорачам дека треба за Скопје да се изработи посебна програма со која што ќе се реализираат оние регионални инфраструктурни проекти како се потребни, бидејќи и со водоводот, и со канализацијата, и со сето она што значи животна средина, воздух, вода, почва и останати други содржини, имаат потреба од изработка и реализација на регионални проекти кои ќе допринесат да овој наш главен град биде во иднина пред се со подобри услови, со подобри можности за живот на жителите кои што се сега тука и кои што нели ќе доаѓаат во иднина. Јас би посакал Скопје во наредните 10 години да развие политика во која што нема сите да сакаат да живеат во центарот на Скопје, да се развие една политика во која што ќе се овозможи инфраструктура и да им се овозможи на луѓето да живеат малку и понадвор од Скопје, да имаат соодветни пристапни патишта од општина Сопиште, од општина Зелениково, од општина Студеничани, од општина Петрова, Силинден, Сарај, Чучер, Сандево, Рачиново, значи да има добра инфраструктура, да може да доаѓаат во центарот на градот, а да си живеат во надвор од Скопје, каде што се нели и условите и воздухот почисти и сите оние услови кои што значат поздрав живот да бидат инкорпорирани во таква една политика. Ги најавивме проектите, ќе ги следиме сега во периодот и со нивната реализација повод за повторно гостување и средба, може така? Да. Тука сме, значи, во секоја прилика, драго ќе ми биде да гостувам во македонската телевизија. Благодарам за денешното гостување. Благодарам и вас.